вечер, почитувани гледачи. Вечерва во емисијата Под лупа ќе обработиме неколку суптилни теми. Ќе зборуваме за ранливите категории на граѓани. Моја вечерашна гостинка е Јулијана Настоска, социјален работник во Здруженијето Опција од Охрид. Добре дојде во Лупа. Добре ве најдов и да ти се заблагодарам пред се за одвоениот простор во твојата емисија, затоа што ќе зборуваме за еден значаен сегмент кој го работи Опција Охрид, односно превенцијата. Така. Вие опфаќате повеќе сегменти од она што значи ранлива категорија на граѓани. Ќе зборуваме во текот на емисијата за сите од нив, но на самиот почеток ќе започнеме со она што е најактуелно. Го кренавте вашиот глас против одлуката на владата да се скрати буџетот за заштита на населението од ХИВ. Значи, буџетот кој што според вашите предвидувања за 2017 требаше да изнесува околу 65 милиони денари, е намален на 27 милиони. Значи, тоа повеќе од половина. Сметате дека со овие средства не ќе можете понатаму да ги извршувате сите оние превентивни проекти и мерки кои што ги преземавте за заштита на населението од оваа опасна и смртоносна болест. Дали на Македонија и прети опасност од ширење на ова зараза? Дефинитивно на Македонија и прети опасност, доколку замрат овие програми кои се распространети во неколку градови, односно во 16 градови во Република Македонија. Сите невладини организации кои работат на превенција не само од ХИВ-СИДА, значи тука вклучуваме и хепатитис Б и С, туберкулозата, сексуално преносливи инфекции и слично, се од големо значење на национално ниво. За жал добивме информација дека буџетот кој беше испланиран, односно ние како невладини организации, нели Министерство за здравство, се советувавме со стручњаци кои едноставно донесоа одлука дека во глобала околу 65 милиони денари би биле доволни за опстојување на овие програми. Преку ноќ владата и Министерство за здравство одлучија дека ќе ни доделат само 27 милиони денари, што е премногу малце, не само за превентивните програми, него воопшто и за рехабилитација и антиретровирусна терапија на лицата на кои им е потребно. Пред некој месец се координиравме како невладини организации, повторно ќе речам на национално ниво, го искажавме нашиот револт со мирен протест, со појавување во емисии, каде што бевме директни и конкретни за она што го бараме. Дали има некои новини до сега за жал нема до сега за жал никакви новини, но заклучно со месец декември Глобалниот фонд од Женева, кој е долгогодишен финансиер на овие програми. 10 години веќе ја финансираш оваа програма. 10 години, да. Веќе одлучи да не продолжи со финансирање и во 2015 подпиша договор со Министерство за здравство, односно Министерството се обврзува да ги превземе овие програми. Тој договор не се испочитува, така да обстојувањето после 2017 се уште нели виси на конец. Значи се уште е неизвестна ситуацијата. Се уште е неизвестна, што ќе се што доколку Министерството не најде, значи не најдете на разбирање, нема слух за сето ова што е потреба на населението за заштита, за превенција од ХИВ-СИДА. Што ќе се случува понатаму со воопшто и со населението, дали навистина со таа брзина со која што предвидувате може да се шири ова заразна болест и што понатаму со овие здруженија на граѓани како што е Опција, кои што ги има, рековме, 17 низ Македонија. Од прилика низ 16 градови сме во Република Македонија, негде околу 150.000 значи лица од целната популација ги користат услугите на невладиниот сектор кој работи на овие програми. Тоа би значило не само удар за тие 150.000 маргинализирани лица, туку и за нивните семејства. Јас се надевам дека владата и Министерството за здравство ќе имаат слух и нема да дозволи да доживееме епидемија на ХИВ-СИДА, хепатитис Б, С и крвно и сексуално преносливи инфекции, како што тоа им се случи на Република Романија и на Грција.
Глобалниот фонд исто така беше подолг период застапен во Романија и во Грција, односно финансираше одреден број на проекти кои беа поврзани со ХИВ-сидата. По нивно затворање, само еден пример ќе напоменам, по нивно затворање во Романија стапката на ново заболени лица од ХИВ-сида порасна за една година за 362 нови случаеви. Тоа е навистина алармантен податок, кој најверојатно, доколку не обстојат овие програми, може да му се случи и на Македонија. Јас сакам да кажам дека овие болести кои ние ги третираме не се проблем само на самата целна група, него тие се проблем на општеството. Така. Значи, никој не е заштитен на некој начин, не се знае кој и на каков начин може, не дај Боже, да се зарази со ова болест, и затоа треба сите да работат на тоа да продолжи овој проект и да се продолжи со превенција од ХИВ и заштита на населението од ова опасна болест. Рековме дека неизвестна е се уште ситуацијата. Каква е моменталната состојба во нашиот град и во нашата држава со заболени од ХИВ и дали после третманите и проектите кои што вие ги спроведувавте имаше намалување на тој број и како вие всушност ги третирате овие лица? Што правите, да доближиме малку за гледачите, што всушност е вашата работа? Како се врши таа превенција? Македонија спаѓа во држава со ниска стапка, односно ниска ХИВ преваленца, што е одличен податок, затоа што тоа е благодарение на тимовите кои работат во овие невладини организации кои се максимално посветени на овие програми. Позитивното е тоа што преку активностите кои ги спроведуваме, не само ние како опција, и другите наши колеги, имаме доста ново откриено лица кои се заразиле од ХИВ вирусот, но и тие се успешно препратени на антиретровирусна терапија. Знаеме дека доколку се примени антиретровирусната терапија, лице кое е ХИВ позитивно може да доживее долга старост, односно да има квалитетен живот. Доколку се прекине ова антиретровирусна терапија, напоменав на почеток, може само да доживееме епидемија на ХИВ лица заразени. Како невладина организација, за овие 11 години, преку нашите тестови кои ги спроведуваме редовно во организацијата, до сега немаме детектирано лице болно од ХИВ-сида. Но секако тука и Центарот за јавно здравје, кои ги исто така кои има тестирања, и едукации. Имам еден податок дека има во Охрида позитивно лице на ХИВ. Мислам, да не грешам, беше откриено 2013 година, но тоа си е соодветно процесуирано и препратено веќе на лекување, нели? Што покажуваат вашите сознанија? Дали граѓаните се доволно едуцирани како да се заштитат? Дали знаат доволно за оваа болест? Затоа што, иако веќе е од болест од минатиот век, која што го одбележа минатиот век, сепак мислам дека се уште некако е табу тема. Можам да кажам дека постои огромен напредок од сам почеток кога ние како опција почнавме да работиме на оваа тема, конкретно со сексуалните работници, со зависниците на дрога. Се соочивме со низа предрасуди, дискриминација, негативни ставови према организацијава и воопшто према тимов кој работи со нив. За разлика од пред 11 години до сега, постигнат е навистина голем успех, затоа што гледаме дека и општествената свест е веќе развиена кај самото локално население, што значи превенцијата од ХИВ-сида, што значи превенција од хепатитис, туберкулоза и слично. Тоа навистина нас како тим ни значи, затоа што добиваме секојдневно поддршка и од институции кои се доста важни во градов, но и од самото локално население. Она што сакавме да го постигнеме, односно да ја развиеме свеста за овие програми кај населението, односно превенцијата, па и тоа како да се заштитат, како да спречат едноставно
да се спречи ХИВ да се заразат, лекувањето како оди и слично, тоа го постигнавме преку наши едукации кои ги имавме редовно изминативе години, не само со целната група и со општата популација. И нормално ќе кажам дека благодарение и на вас како телевизиска куќа, но и на сите медиуми во Охрид, затоа што секоја наша активност која е насочена према општата популација е медиумски покриена и тоа ни е од доста големо значење. Колку имате доверба, значи колку ви се доверуваат ваквите лица или некој може би се сомнева дека е заразен, колку често се обраќаат кај вас? Имаат ли доверба во вас и во вашата организација? Дефинитивно има доверба затоа што ние како тим им гарантираме пред се зачувување на нивните податоци, односно нешто значи доверливост. Нашите тестирања кои ги обавуваме во дневниот центар и кои ги обавуваме еднаш во месецот заедно со нашите колеги од ХЕРА, односно еднаш во месецот доаѓа специјално направено комбе кое врши бесплатни доверливи тестирања за ХИВ и хепатитис само со капка крв од прстот. Тука имаме обучено лаборант, значи за работа со тие лица, имаме обучено советувач и теренски работник, односно гейткипер, кој ни го леснува пристапот до самата целна група. Најголем проблем е тоа што сите се плашат од исходот на резултатот. Дефинитивно двете целни групи се доста запознаети што значи ХИВ-сидата, хепатитисот и слично, затоа што можеби се сметаат позасегнати, односно како поризична група. Свесни се како се пренесува, свесни се како да се заштитат, но најголемиот проблем е нели што после тестирањето, односно исходот. Напоменав дека сме немале досега ХИВ позитивно лице во нашата организација, додека од хепатитис С имаме детектирано лица. Тие соодветно медицинската сестра си ги препраќа на понатамошно лекување. Имаме доста голем успех со Пегазис третманот, затоа што соработуваме со РОШ. Успеваме некако да надминеме таа листа на чекање за тој третман или за тоа тестирање во МАНУ и сега засега имаме постигнато нели голем успех. Така. Вие ги контролирате и оние кои што се затвореници во затворот во Охрид и Струга. Како наидувате таму на каков прием, затоа што имаме специфична категорија на луѓе кои што по разни основи се нашле токму таму. Дали ги прифаќаат овие тестирања или можеби не годуваат? Какви се реакциите? Морам да напоменам дека опција Охрид е една од ретките невладини организации на ниво на Македонија која има одлична соработка со јавната установа затвор Теферич од Струга и малолетничкиот затвор од Охрид, затоа што до сега без никаков проблем сме успеале да соработуваме со двете установи. Тоа е успех не само за нас како организација, него и за самата установа. Самите лица кои издржува затворска казна таму добиваат бесплатни тестирања за хепатитис С и за ХИВ-сида. Исто така редовно вршиме едукации, она што ни е нас најважно, како да препознаат симптоми, како да ги превенираат овие вируси. И имавме неколку едукации исто така за превенција од овердоз, што е доста важно, затоа што имаме зависници од дрога кои издржуваат затворска казна таму, превенција од туберкулоза, сексуално преносливи инфекции и слично. Имавме соработка и со затворот во Струга, затоа што тој нели е од отворен карактер, па им е дозволено на самите лица кои издржуваат затворска казна да поминуваат одреден дел надвор. Значи, соработувавме и со тоа што ни беше дозволено да носиме кондоми и едукативен материјал кој сигурно дека е од големо значење за самите затвореници. Дали, бидејќи нашиот град е туристички центар, дали некогаш странци го посетиле вашиот центар, значи Сдруженијето Опција, и дали тие побарале да бидат тестирани, дали од ХИВ-сида или од хепатитис Б или С? Значи, во принцип работиме строго со сексуални работници со зависници на дрога, но до сега за овие 11 години не ни се случило да вратиме ниту едно лице кое е побарало било каква помош од нашата организација, независно дали се работи за советување едноставно или да добие некоја информација или да биде препратено до соодветна установа или да добие тестирање.
Тоа не ни се случило, а преку летниот период често пати се случува дневниот центар да го посетат не само лица кои имаат конкретна потреба од опција Охрид, туку и студенти кои се засегнати со оваа проблематика или млади кои ги интересира оваа проблематика и сакаат да дознаат нешто нели на лице место, да, и нешто конкретно и практично да дознаат. Така да нашите врати се секогаш отворени за било каков совет или помош или чисто еден неформален разговор. Колкав е тимот во опција Охрид, значи колку луѓе работите и како сте распоредени? Опција Охрид официјално започна од 2005 година да работи на овие програми. Тимот постојано нели се менуваше, некои доаѓа, не се пронајдоа во оваа работа, некои си останаа во 11 години веќе. Се работи за добро подкован тим, односно секој е професионалец во својата сфера. Конкретно во Дневниот центар за сексуални работници имаме медицинско лице, социјален работник, теренски работник и координатор кој се грижи нели све да тече како што треба, без никакви застои, без никакви проблеми. Дневниот центар кој е за зависници од дрога, исто така има двајца теренски работници кои се доста значајни, односно линкот помеѓу нашата невладина организација и самата целна група. Исто така имам медицинско лице, координатор кој е специјален педагог по професија и јас како социјален работник. Сега, од 2015 година ги проширивме нашите програми и во Струга, затоа што се јави потреба едноставно. Ние како тим Струга ја покривавме исклучиво теренски. Од пред една година веќе имаме и дневен центар, да, кој ни е од голема помош, затоа што веќе сега целнава група може да побара помош и совет на лице место, исто така кај професионален тим, полн со ентузијазам, односно тим составен од медицинско лице, социјален работник, правник по професија и двајца теренски работници. Покрај стручната спрема на лицата кои што работат во ова здружение, какви други карактеристики треба да поседуваат за да можат да работат со оваа категорија на граѓани? Да. Навистина е тешко и не секој може да работи оваа професија, затоа што секојдневно се соочуваме со предизвици не само во кругот на целната група, него и сме се соочиле со предизвици и проблеми од страна на општеството. Пред се треба да си професионалец, секој во својата област, да постои доза на емпатија према лицата кои имаат потреба од нас, а другото е веќе индивидуално. Надоградбата во текот на овие години е индивидуална, а сме ја добили на вистина многу, затоа што како тим имаме посетено обуки, семинари, доста тренинзи, не само на ниво на Македонија, туку и надвор од Република Македонија. Имавме можност да го посетиме Дневниот центар во Љубљана, кој работи со зависници на дрога, исто така Метадонскиот центар во Љубљана, кој дневно обслужува по 1500 лица кои користат метадонска терапија. Посета во Приштина, во Амстердам, и сето тоа се искуства кои ни значат и професионално, но секако и на лично ниво ни значат. Така. И кои ги имплементирате и овде во вашата работа. Веќе отприлика ни стече првиот дел од разговорот, малку ќе ве одморам со реклами, а потоа за другите сегменти на работењето на опција Охрид. Супер 5 во жито леп. Четврт бурек со јогурт од млекара Тетово 50 денари, ладен сендвич 35 или 2 за 65 денари, ладен сендвич со либенка Кока-кола 55 денари, геврек 1+1 20 денари. За секоја сметка над 150 денари следува попуст од 10%. Акцијата важи до 31 декември 2016. За неодоливи кришки. Колку е добро! Волшебни парчиња леп. Колку фина! И најфини залчиња. Налудило! Подравка паштети. Нешто фино се мачка. Мачкај фино со супер понудата на паштети од Подравка. Стариот добар рибен ресторан, сега Fish and Lunch Bar Лихнидос, со нов амбиент, уште попривлечен за нашите гости. Располагаме со 8 луксузни апартмани, кои представуваат спој на традиционалниот и модерниот дизајн.
остануваме најпрепознатливи по рибните специјалитети, но и специјалитетите од македонската национална кујна. Ланч бар и апартмани Лихнидос во срцето на Охрид, на самиот градски плоштад, на само неколку метри од Охридското езеро, каде сончевите зраци ќе ве галат и гушкаат, додека го пиете утринското кафе, а навечер ќе уживате во звуците на македонската чалгиска песна. Секогаш можеш да направиш супа, но можеш ли да измамиш насмевка? Да ја вратиш страста? Да подариш топлина? Направи супа, создади чувство, Подравка. Уживе во единствениот домашен вкус кој ти го носат бистрите супи од Подравка. Назад во студиото, ние го продолжуваме нашиот разговор. Како што веќе реков, Сдруженијето Опција тангира повеќе сегменти од животот на оние ранливи категории на граѓани и вие работите и со наркозависниците. Според вашите податоци, во Охрид и Струга имаме околу 400 наркозависници. Од кога започнавте со работа на овие програми? Од каде идејата исто да започнете со такви? Дали соработувате со други институции кои што го тангираат овој проблем? Да. Идејата и иницијативата е пред се на нашите колеги од ХОПС, кои се доста подковани на оваа тема и од кои црпевме доста искуство. Од 2005 година моите колеги започнаа со овие програми на територија на Охрид и тие почетоци се соочија со доста проблеми од страна на тогашната локална власт, од страна на СВР Охрид. Сега сликата е многу поразлична од пред 11 години, затоа што имаме одлична соработка и со локалната самоуправа и пред се со одделот за превенција при СВР Охрид, каде што имаме направено неколку едукации со службените лица во полиција Охрид. Односно сме организирали неколку состаноци, сме организирали и исто така и тестирања бесплатни за ХИВ и за СИДА, така да сликата е многу поразлична. Она што го спомнавте како бројка, значи морам да напоменам дека
Тоа се бројки кои, односно зависници на дрога кои опција Охрид ги има така и реков, исконтактирано, да. А бројките затоа што е така, затоа што е проблем МВР и СВР се поразлични. Значи во Македонија нема еден централен регистар на лица кои употребуваат дроги. МВР води свој регистар, значи од свој аспект и свој домен, ние како невладин сектор водиме од друг аспект. Центарот во Кисела вода си има свој регистар, така да нема некоја официјална бројка. На ниво на Македонија нема официјална бројка. Според некои истражувања кои што ние сме ги правеле на оваа тема, Охрид е некаде на третото место според бројот на за жал високо котира на ниво на после Македонија. Скопје и Куманово. Значи тоа е така еден податок кој што алармира. Па после 91-95 година хероинот на вистина станува интересен за младите и од тогаш он почнува и целата епидемија, како да ја наречам, на хероинска зависност, која трае и до ден денес. Инаку тоа како што го споменавте како бројка, морам да напоменам дека тоа се лица кои се шифрирани, никако по име и по презиме, нели, со цел да се заштити нивниот идентитет. И тие шифри служат строго за тимот на опција Охрид, да се води евиденција за нивните услуги, но исто така до тие шифри имаат пристап строго само Министерство за здравство и Глобалниот фонд. Затоа што ни е важно нивната анонимност и доверливост која има стекната овие години да е задржиме на ниво. Так. Темната бројка е сигурно поголема. Так. Затоа што напоменав дека опција Охрид ги има, тие регистрирано од Охрид и од Струга и од други градови, но секако ние пред се концентрираме на лицата кои инјектираат дрога. Остатокот на уживатели не ги опфаќаме. Како ги разбивте оние предрасуди, бидејќи вие сте сдружение кое што на некој начин им помагате на овие лица, кои што пак се покажани со прст од општеството и во некоја рака во самите почетоци сигурно сте се среќавале со изјави од типот тие се дрогираат, а вие тоа им го возможувате, им давате шприцеви, метадон и така натаму. Значи како со тоа се справувавте и се снаоѓавте за да дојдете до на ниво кое што сте денес? Да, интересно е тоа што овие програми за намалување на штета од употреба на дрога се за прв пат појавени во 70-тите години во Велика Британија и тоа на иницијатива на самата полиција. Затоа што тој период хероинот зема голем замав во Велика Британија и тогашната полиција сметала дека само со вакви превентивни програми кои ќе го работи невладиниот сектор може да се контролираат корисниците на хероин. Нас почетоците не беа сосем поразлични, значи се соочивме со она што го кажавте. Тие се дрогираат, вие ќе им помагате. Ние сме од секогаш јасни. Значи, ние не ги помагаме со тоа што нудиме стерилна опрема за инјектирање. Ние едноставно спречуваме ширење на болести. Не само ХИВ, сидата, хепатитисот и туку и други инфекции кои се шират преку крв. Спречуваме и смртност, односно спречуваме овердоз, затоа што ги едуцираме самите зависници кои се со подолг стаж или на инјектирање, ги едуцираме како да превенираат овер, односно предозираност. Со самото тоа, нели, што ги правиме едукациите во нашиот дневен центар, работиме исто така и на зајакнување на нивната заедница. Важно ни е општеството да свати, а и тие самите, нели, да сватат дека и тие се рамноправни како и сите нас. Така. Мислам дека уште време ќе треба за да се свати тој и да се прифати. Најдобре никој да не започнува да го оди тој пат, но кога веќе некој ќе се најде, добро е да некој да му подаде рака и да му помогне, барем еве на ваков начин на каков што вие помагате и едуцирате. Дали ја тангирате и малолетничката група која што имаме наркозависници за жал? Според законската регулатива во Република Македонија, ние како организација, значи, немаме пристап до малолетни зависници, иако во теков на овие години ни се обратиле претежно родители или блиски на малолетници кои побарале помош или совет од нас. Во секој случај сме излегле во пресред, но сето тоа веќе се препраќа институционално, односно Центарот за социјална работа ги презема тие случаеви.
Жалосно и алармантно е тоа што во Република Македонија не постои третман за малолетни зависници. Се лекуваат на детска клиника, се лекуваат по метадонски центри и слично. Тоа е алармантно и нашите колеги од КОП, значи покренаа неколку иницијативи да се реши тој проблем, затоа што според некои статистички податоци кои ги спроведа моите колеги, најмалиот зависник од хероин кој инјектира имаше само 8 години. И неговата приказна излезе по медиуми. Нашите колеги ги споделија искуствата од нивната посета во Австрија, како нивните тимови се справуваат со малолетниците кои користат дрога, но до ден денес во Македонија нема, значи никаков третман кој ќе е специјално наменет затоа што си бара протокол, процедури, специјално лекување за малолетниците. Во Охрид немам конкретен случај на малолетен зависник за разлика од Скопје. Скопје ги има доста малолетници кои се на лепак, на бронза, дури на хероин, марихуана, така да дефинитивно состојбата е алармантна и за нив. Треба да се преземе дефинитивно подитно нешто за да се згрижуваат и тие деца. Работите се движат во овој правец во кој што се движат, но што понатаму, ако не ви се одобрат средства од буџетот, ако не ви се зголема сушност, одобрени ви се, но тоа се многу малку, што ќе претрпат овие програми? Дали може би некакво ревидирање на програмите, некаде ќе се крати нешто, ќе се овозможува и понатаму? Значи, каде би можело нешто да се намали, а каде е недозволиво да се крати нешто? Ние како невладин сектор го даваме максимумот за да продолжат овие програми нели во иднина. На почеток кажав, до сега нема за жал слух од владата на Република Македонија, од Министерство за здравство, иако излеговме со факти и со бројки што може да се случи после затворање на овие програми. Искуствата ги напоменав. Романија има страшно искуство од заболени 362 нови лица од ХИВ само за една година. Верувајте дека тоа може многу лесно да и се случи на Македонија, затоа што овие невладини организации ја држат епидемијата под контрола. Доколку немаме финансиска можност да продолжиме со обстојување, ќе се затворат организациите, ќе нема кој да ги обслужува самите корисници кои имаат потреба од овие организации, а и доста професионален тим не ќе може да продолжи со својата работа, односно буквално ќе остане на улица. Така. Некако сите сегменти од вашата работа се испреплетени, значи наркозависниците, заразните болести, сето тоа оди едно со друго, сексуалните работници исто така. Значи сите имаат допирни точки, сите сегменти од вашето работење и ако на едно место не одат работите како што треба и не се под контрола, значи веднаш се рефлектира и во другиот сегмент. Вака една ваша, еве нека биде и лична некој мислење, некој сознание, каква е состојбата во нашиот град со наркозависници? Дали имаме пораст или стагнира или пак имаме намалување? Да. Од оно што го имаме како неофицијален податок ќе напоменам, бидејќи кажав дека опција Охрид сепак се концентрира на лицата кои инјектираат дрога. Секако сме дошле во контакти со другите корисници. Состојбата е алармантна, затоа што се почесто младите веќе го пробуваат тој начин на живот. Дали со цел да бидат интересни, да бидат видени, да бидат прифатени, тоа е индивидуално од секоја личност. Постојат организации во Охрид кои конкретно работат, односно се сконцентрирани на превенцијата од болестите на зависност и сигурна сум дека нели имаат постигнато голем успех, но сепак тој е сегмент на кој што треба да поработи и самото семејство, образовниот систем, односно како едно умрежување и целото општество. Проблем е тоа што последните години дрогата е лесно достапна. Да, некако веќе како да и секој може да сите се, дојде односно, институциите се концентрираат на лицата кои ја употребуваат дрогата, а не на лицата кои нели ја спроведуваат, да, односно да дистрибуираат дрогата. Лесно достапна и можеби затоа и на младите им е интересна. Ако пред 20 на 30 на години напрсти можеше да се изброи
кој користи дрога и некако ги знаевме кои се во нашиот град, сега веќе не може ни да се предпостави. Значи секој може да биде потенцијална жртва на оние кои што демнат за да влезеш во тој нивни круг, затоа што веќе тоа магепсан круг станува и тешко се излегува од таму. Да, и дефинитивно треба поголема отвореност кога се болестите во зависност, односно отвореност од типот да се разговара не само во самото семејство, напоменав и во образовниот систем за последиците, што потоа, зошто да се биде и на тој начин, зошто да се биде прифатен во тоа друштво и слично. Али пак важно е што се концентрираат на лицата кои употребуваат дрога, а не на лицата кои ја дистрибуираат. Така. Мора едноставно да се умрежиме и како невладин сектор и како институции кои се засегнати со оваа проблематика за да постигнеме еден успех. Вие веќе сте последна талка од овој да речам синџир, затоа што кај вас веќе доаѓаат кога ќе станат зависници. Најдобро е да не се започнува воопшто со тоа, значи превенцијата пред се тука да се даде акцент и да се работи на тоа и да се намали бројот. Лекувањето и излегување од тој круг е многу тешко и многу индивидуално, значи бара максимална посветеност. Треба работа од стручен тим со лицата кои потребуваат дроги. Ние во Охрид имаме само еден метадонски центар, за жал кој обслужува луѓе не само од Охрид, туку од Струга, од Дебар и од Кичево. Капацитетот е премногу мал и тимот таму не може да се посвети максимално. И тука состојбата е алармантна. Затоа е потребно едно институционално мрежување. Значи бројот на наркозависници ни расте, а бројот на луѓе кои што работат со нив се намалува. Да, дефинитивно. Контрадикторност, но тоа е така некако во нашето општество, за жал. Вие од 2010 година започнавте и со имплементирање на програмата за помош на сексуалните работници. И тука бевте извикани, затоа што и оваа категорија на граѓани на вистина е многу суптилна. Многу луѓе ќе речат, па тие сами си одбрале да живеат таков живот, никој не ги тера и така натаму, но никој не навлегува подлабоко кои се причините за да се одлучат токму на таков начин на екзистенција или на живот или што и да е. Што ве натера еве да започнете со ваквата програма и какви ни се состојбите во Охрид? Имаме ли поголем број на сексуални работници кои што се кај вас евидентирани, а оние кои што не се, тоа е веќе друга приказна. 2010 година исто така нашите колеги од ХОПС дадоа иницијатива да се отвори дневен центар во Охрид, затоа што знаеме дека Охрид Струга преку летниот период се доста примамливи за сексуалните работници, воопшто за туристите. Дефинитивно беше предизвик за тимот, затоа што опција Охрид е единствена организација Охрид и Струга што работи со најмаргинализираната заедница, сексуални работници, зависници на дрога. Бевме на почетокот малце прифатени од типот кај нас нема сексуални работници во Охрид. Зошто работите со нив? Едноставно со предрасуда се гледаше на нашата невладина организација за по 6 години активно работење и успехот кој го имаме постигнат, односно ставено под контрола, да речам, таа проблематика. Сега веќе сликата е променета не само за опција како невладина организација, туку и за самиот поим како сексуален работник. И има ли сексуални работници во градот? Дефинитивно има, значи од секогаш имало и ќе има. Независно каква ќе биде законската регулатива. Само зависи дали ние тоа ќе го прифатиме како факт. Дефинитивно имаме постигнат успех затоа што го опипуваме ние пулсот на самата општа популација како реагира према кога ќе се спомне нели сексуален работник и зависник од дрога. Во текот на ова работење, неколку годишно работење сме слушнале на различни приказни. И верувајте, ниедна не е розова приказната на сексуален работник, значи зошто започнал, како започнал, кои се причините, иако ние како професионалци не навлегуваме зашто започнале. Ние се трудиме максимално да го обезбедиме она што е наша должност, да речем. Односно, тука се превентивните едукации, како да се заштитат од сексуално преносливи инфекции, не тие самите, туку и нивните клиенти, а со тоа и нивните фамилии. Како да спречат непланирана бременост.
затоа што имаме бесплатни гинеколошки прегледи овозможено за нив. Имаме бесплатни тестирања за ХИВ и за жолтица. Имаме овозможено неколку едукации, односно неколку обуки за нив, кои се доста значајни за нивниот понатомошен живот, односно им дава некоја поинаков правец во нивната кариера, да речам. Доколку се одлучи да не се занимава со сексуалната работа, може да се одлучи да се занимава со тоа што веќе го поминал како обука. Така да... Каков е ефектот? Значи, имате ли позитивни ефекти во вашето работење? Во смисла на позитивни ефекти од тоа дали некој прекинал со сексуална работа, ние тоа не го гледаме така. Затоа што напоменав, ние не се трудиме да ги одвлечеме од тоа што тие го одбрале индивидуално. Ако веќе навлегуваме на одвлекување од сексуална работа, навлегуваме во поинаков сегмент, односно трговија со луѓе и присилна проституција. Законски ние тоа и не го работиме. Малку е опиплива таа тема. Значи, работиме, кај нас доаѓаат строго сексуални работници кои сами индивидуално го одбрале тој пат. Дефинитивно ме постигнат успех затоа што работиме на капацитетот на нивната заедница, да бидат свесни кои се, што се, кои се нивните човекови права, каде може да се обратат, независно од нивната професија моментално што ја одбрале. Имаме успех затоа што, викам, сме спречиле епидемија од ХИВ, сида, од хепатитис, од сексуално преносливи болести и сето тоа нели се рефлектира и не само на сексуалните работници, на самото општество. Се кријат ли, се срамат од тоа што се, од тоа што го работат или не? Пак се тоа е индивидуални приказни. Верувајте, тоа се значи обични луѓе кои дури се и фамилиарни, некои од нив и секој ради своја лична причина одбрал да се занимава со сексуална работа. За жал, кај нас доаѓаат сексуални работници кои буквално немаат преку ден што да јадат. Заради тоа што немаат никаков приход друг. Немаат плата, немаат хонорар, немаат социјална помош, едноставно во сексуалната работа го гледаат излезот. И го гледаат излезот во опција Охрид, затоа што нема друг дневен центар кој ќе им помогне. Нема прифатилиште, имаме бездомници сексуални работници. Во Охрид Струга немате прифатилиште за такви лица. Немате шелтер центар за жени жртви на насилство, не па за жртви сексуални работници. Што е доста тешко за разлика од Љубљана. Љубљана има специјален шелтер центар за жени кои се, односно сексуални работници кои се жртви на насилство. Нивниот капацитет, интелигенција, економски статус е ограничен и затоа се одлучиле на нели по тој пат по кој што тргнале. Така. Мислам дека од прилика ги чепнавме сите сегменти од вашето работење. Има уште што многу да зборуваме во ваш 10-годишен период на постојање. Многу човечки судбини, многу приказни поминале кај вас и ви посакувам уште долги години да бидете опција за овие маргинализирани луѓе кои што малку некако општеството како да ги подзаборава и ги трга настрана. Тие се тука меѓу нас и треба да им се подаде рака и се надевам дека владата ќе најде слух, ќе го зголеми буџетот за да можете да продолжите со вашите програми, бидејќи тоа како се неопходни за да се заштитиме од сите овие преносливи и опасни болести. Да ти се заблагодарам уште еднаш и тебе за поканата на твојата емисија и на телевизиската куќа, затоа што секогаш ни излегувате во пресред за било каков настан или активност, а тоа е доста значајно. Важно ние и општата популација да се запознае со активностите кои ги има опција Охрид. Така. Тоа е и целта на нашиот медиум. Се што е во интерес на граѓаните, ние сме тука да го обработиме. Благодарам за учеството во Лупа.